Ова е царинското складиште за нафтени деривати во Скопје. Низ овие хангари мора да помине секоја цистерна со нафта увезена од странство пред горивото да заврши во продажба. Целата контрола на процесот ја има царинската управа. Се прати квалитетот на гориво 24 сати. Значи има радарски системи внатре кои што мерат на 4-5 нивоа. Значи било каква, до сега фала Богу не појавиле, било какво несоодветно гориво, одма алармира да се види што е. Еве, се појавува цистерната, таа се дава налог колку е како и она цело време се прати и визуелно тука што се утовара, како се утовара. Значи не може литро да излезе без да се евидентира. Акцизните добра, во кои освен нафтата влегуваат и тутунот, алкохолот и автомобилите, не се мала работа, бидејќи од нив се полнат околу 11% од буџетот. Во последните 5 години, најмногу пари од акцизи се собрани во 2019 година 424,9 милиони евра, а најмалку во 2016 година 361,8 милиони евра. Но владата се потврсто гази по патот кој подразбира промена на начинот на кој се следат нафтата и цигарите. Наместо само царината, улога во процесот ќе има и приватен партнер преку јавно-приватно партнерство. Доскоро тоа беше идеја, а сега веќе почнува да се операционализира. Зошто јавно-приватно партнерство, кога акцизите во основа се работа на царината? Ги нема тие алатки кои што дополнително треба да се направат. Царината ги нема во дел. Царината оние алатки кои што ги има, во моментот ги применува. Заради тоа се прави дополнително јавното приватно партнерство. Многу држави има кои што работат на овие системи, не знам зошто јас од каде ова нејаснотија која што евентуално би се појавила во јавност. Апсолутно сметам дека многу европски практики ги има тие. Зборувам за Европската унија. Системот за кој зборува Сугаревски и за кој се бара приватен партнер се нарекува Track and Trace, односно следење и трагање. Кога се во прашање цигарите, целта е преку посебна бандерола и софтвер да се следи секоја кутија, од излез од склад до краен потрошувач. Слично ќе биде и кај нафтата, со тоа што наместо со бандероли, таа ќе се бележи со хемиски маркери. Но за разлика од директорот на царината, од делегацијата на ЕУ во Скопје велат не знаат за држава членка на Унијата во која функционира јавно-приватно партнерство во оваа сфера. Од делегацијата на ЕУ ни рекоа дека земјите потписнички на протоколот за елиминација на нелегална трговија со производи од тутун на СЗО се обврзани да воспостават систем за евиденција и следење до 2023 година. Северна Македонија го има потпишано протоколот од 2014, но тој се уште не е ратификуван. Исто така, вела дека намената на системот Track and Trace не е да врши наплата на данок на акцизните стоки, зашто земјава веќе има воспоставено систем за наплата на акцизи, што го управува царинската управа. Главната порака на ЕУ е следната. Системот за евиденција и следење на производи од тутун е имплементиран во сите земји членки на Европската унија од 2019 година и вклучува јавни и приватни оператори. При тоа државата го назначува операторот што ќе ја врши функцијата на издавање на национални документи за идентификација. Давачите на услуги за складирање на информациите се ангажирани со посебни договори, што значи дека овие две функции, издавање на документи за идентификација и складирање на информации, се разделени. Немаме информации за постоечко јавно-приватно партнерство за оваа намена. Од владиниот секретаријат за европски прашања потврдуваат дека пред да се пристапи кон воведување Track and Trace, неопходно е да се ратификува протоколот, но и да се изменат законските и подзаконските акти заради усогласување со европското законодавство. Во Европската унија нема унифициран пристап кога станува збор за ентитетите што имаат надлежност врз системот за следење Track and Trace, државни институции и приватни компании. Европската комисија како гарант на договорите, меѓутоа инсистира дека тие треба да бидат целосно контролирани од државна институција, а процесот на нивен избор треба да ги почитува утврдените критериуми и технички стандарди. Треба да се следат објавените насоки на Европската комисија, а особено во делот на компатибилноста на компонентите на системот за следливост со можност за интероперабилност со соодветните системи на земјите членки на Европската унија и пошироко. За директорот на царината пак, важно е дека новиот систем може да ја зголеми наплатата на акцизи. Апсолутно станува за борба за корупција која што ја имаме во континуитет. Таа борба со корупција не може со еден закон или со една акција или со да заврши. Само ова ќе служи како дополнителна алатка во споставен систем на пронаоѓање на тој дел. Очекуваните приходи се преку 200 милиони на
на овој дел и да бидеме најасни, делот на маркирање и делот. Новиот систем за следење на акцизни добра, како што е замислен, нема да дојде за џабе. Ке чини 17,5 милиони евра, бидејќи и приватниот партнер ќе има трошоци за воспоставување и одржување. Сугаревски вели дека тие пари нема да се одвојат од буџетот. Ова не му се допаѓа на бизнисот, бидејќи сметката ќе стигне кај нив. Преку Стопанската комора и порачаа на владата да биде многу внимателна и да ги согледа укажувањата на компаниите, кои велат дека е потребна нова физибилити студија и компаративна анализа за функционирањето на овие системи во ЕУ. Засегнатите компании укажа и на тоа дека се изложени на сериозни финансиски трошоци, кои што сега треба да се стават настрана и да се платат нови, за систем кој што е проблематичен во однос на директивите на Европската Унија. Физибилити студијата на која се базира предлогот на владата кој не му се допаѓа на бизнисот, не е на царината. Хронолошки, целата идеја почна во Генералниот секретаријат, кога со него раководеше Драги Рашковски. На 22 октомври 2019 година, Генералниот секретаријат објави оглас за изработка на физибилити студија за електронски систем за следење на акцизни добра. За сума од 47.000 евра, договорот е склучен со Таргет Комуникации на 5 декември 2019 година. Една година подоцна, на 15 декември 2020, владата носи одлука за започнување на постапката. На 16 февруари 2021 година, владата на седница носи, како што го нарекува, најнов текст на одлуката за воспоставување на интегриран систем. Оваа одлука е објавена на 25 февруари во Службен весник. Ваквото јавно-приватно партнерство, дел од медиумите му го препишаа како проект на поранешниот генерален секретар на владата, Рашковски. Тврдењата се и дека кога идејата првпат стигнала во царината, институцијата била против. Владата на Република Северна Македонија е носител на оваа активност и не знам од каде е ова, меѓутоа знам дека, иако во меѓувреме јас сум поставен за директор, знам дека Царинската управа има позитивно мислење дадено, со дел работи кои што се поврзани со делот на законските измени. Второстепен повторно има од кога почнато формирањето на работни групи, Царинската управа има повторно позитивно мислење дадено по оваа работа и не гледам јас каде би се јавил тој конфликт. Суштината е дека секогаш кога нешто треба ново да се направи, се појавува сумнеш во јавноста. Знаете, времето на 2006 и 2016 покажа дека од се веројатно треба да се дува на јогуртот, меѓутоа оваа постапка ќе биде, сигурен сум, транспарентна. Нема потврда на информациите дека една од причините за смената на Ѓоко Танасовски од директорската функција во царината било токму неговото несогласување со идејата за јавно-приватно партнерство. Сепак, пред да се избере приватниот партнер, има уште многу работа. Се разбира, под услов владата да опстои на идејата и покрај забелешките од ЕУ и од бизнис заедницата.